Секторот за финансии на Кочанската локална самоуправа го заврши изготвувањето на решенијата за данок на имот на граѓаните и правните субјекти, како и на решенијата за комунална такса. Целата постапка била навреме реализирана, па од првата недела на јануари започнало и распределувањето на документите. За сега застој во процедурата немало, а слично како и во изминатите години, преку овластени доставувачи, решенијата им се носат на даночните обврзници. За физичките лица, решенијата по број изнесуваат 10.560 со вкупен облог од 9.570.000 денари, а за правните лица се изготвени 210 решенија со вкупен облог од 2.700.000 денари. Доставата на решенијата е веќе во тек, започната е, за таа цел се ангажирани околу 20 лица кои веќе ја вршат таа достава и досега имаат разнесено околу 7.000 решенија или 2/3 од доставата е веќе завршена. Хаджиева рече дека се очекува до средината на идниот месец решенија да добијат сите даночни обврзници. Вкупната сума што општината ја пресметала за наплата од данок на имот останува слична како и за претходната година, а се делат и решенија за комунална такса, во јавноста попозната како фирмарина. Истата постапка ќе се однесува и на комуналните такси, и за правните и за физичките лица. Кај комуналната такса ќе бидат изготвени 1770 решенија, од кои 1480 се за правните лица, а околу 290 за физички лица. Вкупниот облог за комуналната такса изнесува околу 8.770.000 денари за 2014 година. Истовремено со доставувањето на решенијата за данок на имоти за комунална такса, општината ги повикува обврзниците да си ги измерат за останатите даночни обврски за да не бидат изложени на дополнителни трошоци. Иако не беа изнесени конкретни бројки, беше речено дека во однос на изминатите години забележан е извесен пораст во наплатата на даночните обврски. Предпоставките се дека тоа е резултат на порастот на свеста на граѓаните дека овие давачки мора да се платат, или пак поради стравот од заканата за присилна наплата.